Со 4 противпожарни возила и нова опрема за спасување при сообраќајки, противпожарната единица на општина Валандово работи под полна пареа. 10 вработени во единицата се ангажирани за сите пријави за пожари, но и за други интервенции кои се законска обврска на единицата. Командирот Петре Павлов вели дека сите возила се во исправна состојба. Едно е донација од Дирекцијата за заштита и спасување, а 2 се добиени преку соработка со операција Флорион. Таа соработка започна случајно, возилото требаше да оди за општина Богданци, но не беа во можност да го зема тоа возило и нашиот градоначалник прифати да го земе и од тогаш до сега соработката е одлична. Од нив покрај возилото добивме и хидравлична опрема за извлекување на лица загрозени во сообраќајни несреќи. За време на летото противпожарната единица имала 30 на пожари, а причината е најчесто невнимание и човечки фактор. За време на летната сезона ние имавме околу 32 пожари на отворен простор, меѓу кои шумски, земјоделски и депонии. Пожари на објекти имаме само 3. Покрај тоа ние имаме доста технички интервенции, бидејќи ние го држиме автопатот од Немир Капија до Бардејци и имавме многу сообраќајки на кои моравме да одиме да интервенираме. За жал имаше и 2 жртви. Неретко пожарникарите се барани и за друг вид на помош освен за гаснење пожар. Има доста такви случаи, имаме случка и да паднати кози во јама длабока 13 метри, па не побараа ние да ги извадиме. Бидејќи ние доскоро бевме како пожарникари, а сега сме веќе пожарникари спасители по новото решение, законот за пожарникарство. Па мора на секој повик да излеваме. Во моментот противпожарната единица во Валандово работи на смени по 12 часа, односно континуирано има дежурства, но недостасуваат уште најмалку 3 вработени, вели командирот Павлов, за да се исполни бројката според законот за пожарникарство и бројот на жители во општина Валандово.